Вака сега сме во една фаза во која што имаме некој пилот тестирање на безбедносен систем во Скопје кој што треба да обезбеди добар безбеден сообраќај во градот. Прво, вашето лично мислење, колку еден таков систем е добар како решение? Да. Пред се како сообраќајни инженер и како доктор на науки во областа на сообраќајот, а уште повеќе и како експерт кој што повеќе од 30 години работи супер вештачење од областа на сообраќајот, морам да кажам дека беше навистина крајно време да се воведе еден ваков систем. Јас морам да честитам и на владата, и на Министерството за внатрешни работи, и на министерот Тошковски, што конечно некој се охрабри да стави крај на повеќе децениско масовно непочитување на сообраќајните правила и прописи. Уште повеќе да пофалам начинот на кој се уведува овој систем со преоден период. Многу е важно да се има овој преоден период, повеќе причини. Пред се, како што реков, сегашната состојба е таква да повеќе децени назад постои тој сообраќајен хаос и масовно непочитување на сообраќајните правила и прописи, и тие стекнати навики на луѓето секако не може да се променат за една ноќ. Второ, преодниот период е важен, бидејќи со тоа владата докажува дека целта не е полнење на буџетот, како што можев да прочитам многу забелешки по овие интернет порталите денеска, туку целта е да се постигне повисока безбедност во сообраќајот, да се заштитат човечките животи и да се прекине тој безсмислен тренд на губење на човечки животи. Колку е потребен преоден период да биде според вас, да речеме? Па еве, денес пријатно ми изненади веста дека само како втор ден во примена на системот прекршоците кои што биле забележени во првиот ден се намалени. Значи, очекувам дека еве за месец министерот може да најави и 2, ќе биде да конечно граѓаните сватат дека ова е за доброто на сите и дека системот навистина ќе има позитивни ефекти. Добро, сега, ама кога зборуваме, да речеме, овој период, сега кога имаме преоден период, овие неколку дена на функционирање, се појавија одредени ситуации кои што некако на некој начин револтираат граѓаните. Например, какви се искуствата во Европа, да речеме, да го земеме моментот на прекорување на брзината. Имаме 50 км на час ограничување, казни стигнуваат и за 51 км. Да, ме изненадува и ме разочарува толкавиот наплив на негативни коментари на преца на овие интернет порталите, кои што се во главно неосновани, се наведуваат разноразни изговори, а тие изговори во суштина представуваат само начин како да се избегне почитувањето на сообраќајните правила и прописи. Еден од, можеби од сите тие изговори држи вода, единствено потребата да се воведе некое ниво на толеранција во однос на измерената брзина. Јас во оваа прилика направив еден преглед на искуства пред се од земјите на Европската Унија. Во најголем број земји толеранцијата е 3 км на час за брзини до 100 км на час, односно 3% за брзини поголеми. И тоа се, еве ќе ги набројам, Германија, Холандија, Австрија, Швајцарија, Унгарија, Норвешка, Финска и така натаму. Неколку земји имаат толеранција од 5 км час за брзини помали од 100 км на час, односно 5% за брзини поголеми од 100 км на час. Тоа се Франција, Португалија, Италија. А да речам, како исклучок, најтолерантни се Белгија со 6 км на час толеранција за брзини под 100 км на час и Шпанија, која е најтолерантна со 7 км на час за брзини помали од 100 км на час. Меѓутоа, морам да кажам,
забележав и предлози на интернет порталите да има толеранција од 10 км на час, меѓутоа тоа навистина нема смисла. Знаете зошто? Ако толеранцијата е 10 км на час, тогаш практично луѓето би возеле со 60 км на час. Тогаш зошто воопшто би се поставувал знак од 50 км на час како ограничување на брзината? Многу е важно да сватат луѓето, напоменав дека како експерт кој што работи со враќање и вештачења, во светот е позната врз база на истражувања таа крива на зависност помеѓу брзина на движење на моторно возило кога налетува на пешак. Кривата драстично расти после, односно веројатноста дека ќе дојде до смртна последица драстично расти над 50 км на час. Значи, тоа е една од причината што главно во населените места се поставува таа ограничување. Ве разбирам во тој контекст, но ако зборуваме сега да речеме за ситуација 51, 52, 53, 55 и техничките капацитети на инструментите за мерење, ние сега зборуваме колку реално е тоа вистинската километража на движење, колку да речеме е зголемена или намалена. Затоа се претпоставуваме реакциите околу тој момент. Вашето искуство од вештачењата, да речеме. Така. Само да истакнеме една многу важна работа. Значи, таа толеранција која што се дава во земјите на Европската Унија, не е со намера луѓето да возат со поголема брзина, туку е со намера да се заштитат од евентуална непрецизност на мерните уреди. Тоа значи би требало сите да се придржуваат на 50 км на час. Макар што во последно време технологијата напредува и мерните уреди се далеку попрецизни, меѓутоа се уште се применува таа толеранција. И реков, може би во цел овој систем, може би тоа е една мала корекција која што треба да се направи. Ако се прифати она што имаат најголемиот број земји во Европската Унија од 3 км на час, значи 57, 52, 53 км на час секако не представува прекршок кој што би предизвикал барање на глоба, за плаќање на глоба. Мислите дека тој систем во Македонија може да биде ефикасен? Кога зборувам за ефикасен, пред се мислам на моментот на сомнежот на луѓето околу тоа, дали тој ќе важи за сите? Како да исклучиме човечки фактор дека нема да има влијание врз тоа кај кого ќе биде процесирана казната, кај кого нема да биде процесирана? Воднаш на ова прашање сакам да истакнам две работи. Значи, долгогодишни искуства од западните земји покажале дека кампањи од типот почитувајте ги сообраќајните правила и прописи, возете безбедно, не возете кога пиете алкохол и така натаму, имаат многу слаб ефект. Сега, не е во прашање системот и функционирањето на системот безбеден град, за тоа дали ќе важи за сите или не. Веројатно луѓето реагираат од искуства во земја во претходните години дека, да кажеме отворено, постојат категории од луѓе за кои не важат закони и заобиколуваат закони. Затоа се појавува и овој страх. Меѓутоа, тоа е до владата, до Министерството за внатрешни работи доследно да го применува овој систем и да нема исклучоци во однос на примената на системот на глоби. А можно ли, например, во системот сепак човек да интервенира? Или тоа, или ако, пошто, например, е моето искуство да го земе, јас ја добив сообраќајниот прекршок, наречеме за неполни 4 минути. Ако тој е веќе процесуиран у тие 4 минути, веројатно подосна е потешко некој да интервенира ако постои записник, ако постои број на евиденција. Затоа велам, има ли можност за сомнеш како луѓето да веруваат едноставно на системот? Во однос на ова прашање не можам да одговорам, бидејќи баш конкретно овој систем кој што го применува во Македонија, кој се применува, значи безбеден град, немам детални податоци како функционира, како се забележуваат прекршоците, како потоа се процесираат и како се испраќаат пораките до луѓето.
Така да не сум сигурен, не можам да одговорам на ова прашање, а веројатно знаете што, во принцип се што направил човек може. Да, мислам, реков дека не можам да одговорам на ова прашање бидејќи не го познам системот во детали, овој систем кој што се применува во Македонија, меѓутоа во принцип се што направил човек може и да заобиколи човек. Да, има логика во тоа. Да речеме сега вашето искуство како вештак, меѓутоа и како професор, во поглед на тоа што може да регистрираат тие системи како санкција, да речеме поминување на црвено, да речеме преголема брзина, тоа е логично. Може ли да детектираат зборење на телефон, може ли да санкционираат на некој начин пешаци, возачи на велосипеди или некои други сообраќајни прекршоци кои што се случуваат? Во принцип, системите и денешните технологии дозволуваат многу широк спектар на прекршоци кои што можат да се регистрираат. Според оние соопштенија кои што ги имаше во јавноста, мислам дека во почетниот момент се регистрираат кај нас во нашиот систем, се регистрираат само поголема брзина на движење од дозволената, поминување на црвено светло на сигнализирани раскрсници, неправилно паркирање, нерегистрирани возила. Да, меѓутоа овој наш систем, веројатно министерот најави дека и понатаму ќе се проширува со можните прекршоци кои што ќе се регистрираат. Така да можно е да се регистрира и зборување на телефони и не ставање на појас, многу поширок спектар на прекршоци. Искуството кој што го имаме овие 2 дена, вели барем од првиот ден дека предпазливост има кај луѓето, но сепак може ли тоа да сите гледаат во шалтаблата на обратомерот колку возат километри на час, тоа дополнително може ли да биде долг рок проблем? Не, тоа е само изговор. Верувајте, нели, заради потребите на изработка на овие вештачења, јас постојано следам во делот на науката и истражувањата во делот на безбедност на сообраќајот. До сега, верувајте, не сум видел истражување кое вели затоа што возачите гледаат во брзинометерот дека било одземено вниманието. Тоа е, да речам, дел од секундата се фрла поглед на брзинометерот и нема некое влијание. А во последно време, да напоменам, има многу научни трудови кои се објавени, кои покажуваат дека оваа технологија во модерните возила со екраните на допир, каде што разноразни функции, нели, треба на допир да ги избирате функции на возилото, тоа далеку повеќе е опасно и одзема внимание на возачите, не може да следат сообраќајната ситуација околу нив. А она кратко дел од секундата погледнување во брзинометерот, тоа не сум видел и не сум прочитал негде дека тоа представува проблем. И сосема за крај, можеби не лично директно од вашиот домен на работа, но искуството од Европа, што станува со делот за приватноста? Да, вака, јас прочитав дури еден коментар на овие интернет портали дека ваквиот систем е нарушување на демократијата и не знам на слободата на луѓето, што навистина е апсурдно, бидејќи ако погледнете на она листа светска на земји кои што имаат највисок степен на демократија, токму тие се тие кои што први ги вовеле ваквите системи. Значи, не е демократија ако се дозволува да се прекршат законите, односно да не се почитуваат сообраќајните правила и прописи и со тоа да се нарушува и безбедноста и сигурноста на луѓето. Апсолутно не е изговор тоа, не е проблем. Тоа се постави во соодветни законски рамки
така да приватноста нема да биде задржана. Крстосницата и улицата е јавен простор во секој случај, така што може би да станува збор за приватност за некои совозачи, возачи во автомобили кои што не се учесници во прекршокот, но и тие правила се решаваат на секој случај. Само да напоменам, настрана од мониторањето на сообраќајот во градот Лондон, особено во централното подрачје, на секој ќош има камери кои ги следат луѓето, пешаците, се што се случува на улица, а главниот мотив за тоа беше да се спречи масовно џепарење и крадење на улиците. И тоа секако не се перцепира во Велика Британија како нарушување на приватност. Благодарам, професор. Благодарам и вам.